Денеска сакам да прочитам нешто многу интересно. Благица Илиевска, поздрав. Од една преубава книга, за мене стварно преубава книга, се вика Патот до среќата, водич за подобар живот базиран на здрав разум, напишана од филозофот Хабард, се вика Патот до среќата и има начела кои што човекот ако ги прати ќе биде среќен. Сега, ќе прочитам само некои од овие начела кои што се стварно многу убави како начела. Вели, прво грижете се за себе си, побарајте нега кога сте болни, одржувајте го своето тело чисто, чувајте ги своите заби, хранете се правилно и за секој од тие има еден многу убав текст. Одмарајте се и така натаму. Бидете умерени, број 2, не земајте штетни дроги, не земајте алкохолни пијалоци во прекумерни количини. Број 3, немојте да бидете промискуитетни. Промискуитетни значи кој има попатни случајни сексуални односи и вели немојте да бидете промискуитетни, со други зборови да не ги менуваат луѓето партнерите често и да му бидат верен на собствениот партнер. Ете го, наредното е бидете му верни на својот сексуален партнер. Значи да не биде човекот да не менува партнери. Често после тоа вика сакајте ги децата и помагајте им. И за сите тие начал има многу убави текстови кои што стварно го освестуваат човекот. Помагајте ги, почитувајте ги, помагајте и своите родители. Колку убаво некојаш забораваме на родителите. 6, давајте добар пример. Гледате колку убаво. Секој човек влие на многу луѓе. Влијанието може да биде добро или лошо. Ако човек го води својот живот, придржувајќи се за овие препораки, тој ќе дава добар пример. Тоа неминовно ќе влие и на оние околу него, без разлика што велат за тоа. Значи, ние мораме да го живееме животот преку давање на пример на околината и на другите. Има преубави начала. Не правите ништо илегално, не вршите убиство, тежајте да живеете со вистината и така натаму. Има не крадете, бидете достојни за доверба. Денеска сакам баш за тоа да ви читам. Бидете достојни за доверба, поради тоа што сакав минатиот петок за ова да зборам, ама ако не се лажам минатиот петок или кога и да беше, имаше некој проблем со емитувањето на Facebook и го оставив за друг пат. И гледате сега што вика бидете достојни за доверба. Ако човек не може да се подпре на луѓето во својата околина, тој е изложен на ризик. Кога оние во кои има доверба ќе го изневерат, неговиот живот може да стане хаотичен, дури неговиот опстанок може да биде изложен на ризик. Взаемната доверба е најцврстиот градежен камен во човечките односи. Без доверба целата структура се урива. Да се биде достоен за доверба е високо ценета особина. Кога човек ќе има таа особина, се смета за вреден. Кога ја загубил, тој може да се смета за безвреден. Човек би требало да ги поттикнува другите околу себе да ја покажуваат и заслужуваат. Така ќе станат многу повредни и за себе и за другите. Видите, факт е дека кога го одржуваме дадениот збор, кога го одржуваме ветеното, не само кон другите, него и кон самите нас. Знаете, многу е важно, затоа што дека вели од наредното поглавие вели одржете го дадениот збор. Кога човек ќе даде гаранција, ветување или заклета, тогаш тоа треба и да го исполни. Ако рече дека нешто ќе стори, тогаш тоа треба и да го стори. Ако рече дека нешто нема да стори, тогаш тоа не треба да го стори. Вели, во не така мала мерка мислењето за другиот се заснова на тоа дали таа личност си стои или не си стои на својот збор. Дури и родителите, например, би се изненадале кога би дознале колку им паѓа угледот во очите на децата кога нема да го исполнат ветувањето. На луѓето кои се стојат на зборот им се верува и нив им се восхитуваме. Оние кои не си стојат на зборот ги сметаме за ѓубре. Оние кои често го кршат дадениот збор, често никогаш не добиваат друга шанса. Видите колку интересно. Оној кој не си стои на зборот, набрзо може да се најде заплеткан и фатен во најразлични гаранции и ограничувања, па дури и исклучен од нормалните односи со другите. Не постои потемелен начин да се протерате себе си од другите, од тој да не ги исполните дадените ветувања. Вау! Човек никогаш не би требало да му дозволи на друг лесно да го дава својот збор и би требало да инсистира даденото ветување и да се исполни. Човековиот живот може да стане многу хаотичен ако се обиде да се дружи со луѓе кои не ги исполнуваат нивните ветувања. Тоа не е површна работа. По патот до среќата е многу полесно се патува со луѓе на кои може да им се верува. Сега,
И ние мораме да бидеме достојни за доверба, но исто така мораме и да ги натераме другите луѓе да се стојат на зборот. Знаете што? Ќе ви кажам даден пример. Сте виделе ли, например, некој човек кој што ветил нешто кон вас, не го осферил тоа кон вас? Една работа што може да се деси, што не значи дека е гаранција дека ќе се деси, тој човек, за да го оправда сето тоа, и ќе почне да зборува негативно за вас во некои ситуации, за да му олесни. Има цели текстови поврзани со овие теми од истиот филозоф, но како и да е, ако на некој човек ни вети нешто. Гледайте, и друг пример да дадам. Многу е убаво некој да го натерате да ви помогне. Затоа што честопати, ако не допринесе некој човек, сега малку забегам од темава на тема е ветувања, дадени зборови, така натаму ќе се вратам на тоа. Но сакам да кажам, ако некој човек не допринесува за вас, постојано не допринесува за вас, вие допринесувате, тој не допринесува. Гледате, вие давате, он не ви враќа, вие давате, он не ви враќа, вие давате, он не ви враќа. Што се случува? Има дисбаланс на енергиите. И тој човек кој што не допринесува за вас, тој не се чувства добро во врска со вас, поради тоа што не допринел. Луѓе се чувствуваат многу убаво ако допринесуваат. Луѓе се чувствуваат многу убаво ако помагаат. Затоа што, гледате, колку повеќе помагаме, толку повеќе ние, тој човек или таа околина или група, организација на која што сме помогнале, ја чувствуваме наша, но и ние се чувствуваме компетентни кога помагаме на некој човек. Исто и со дадениот збор. Ако некој човек ви вети, тоа е веќе гаранција дека ќе има акција. Што е ветениот збор? Гаранција за исполнета акција. Видете колку интересно. Зборот што ветува? Он не ветува денеска е убав денот, тоа не е ветување. Зборот ветување е поврзан со некој тип на акција, со некој тип на делување. Ветување е поврзано со делување. Значи, вие сега очекувате некој допринос, очекувате нешто да се случи, очекувате некоја акција. Гледате, пак има некоја размена. Човекот кој ќе одаде зборот, гледате, ако направи акција пред да каже нешто, тогаш не е ветување. Човекот ја направил акцијата, он ја направил акцијата, толку е. Ви го презентирал нештото. А што значи зборот ветување? Ќе биде направено нештото. Сега го здавам зборот, ама ќе го направам во иднина. Ветувањето е тоа. Однапред, некој ти верува дека некоја акција ќе биде сторена, која што не е сторена сега. Сега луѓето се ослонуваат на таа акција, која што не е сторена. Сега вие, ако сте со човек кој што не си го одржува зборот и кој што не е одговорен да си го држи зборот, вие ја пресветувате таа акција ќе се деси, ама тоа не се случува. Може би синов или керкава ветиле дека ќе дојат на неделниот ручек. Ги чекаат. Не се случува тоа. Се оладила супата. Се оладила супата со кнедли. Се оладило, не знам, пилешкото. Се оладило јадењето, што и да е. Полнетите пиперки. Гледате, она не се појавува. Рекла ќе дојам за 15 минути, доаѓа за сат и 15 минути. Има проблем. Што се случува? Кога луѓето чекаат на некого, чекањето никош не е убава работа. Ја имам еден цитат: тој животот што чека, ова се однесува на тој човек што не почнува да си ги прави своите работи, во чекалната на животот доаѓа само доктор. Гледате, кога човекот креира, во чекалната на животот доаѓа само доктор, ама кога човекот креира, вие не сте во чекалната на животот. Сега, ако чекате некој човек нешто да направи за вас, чекањето не е убава работа. Вие сте пресметале дека тој некој ќе направи нешто. Тој некој не го прави нештото. Вие не се чувствувате убаво. Што е интересно, тој не се чувствува убаво. Затоа што секој човек кој што не си стои на дадениот збор, тој не може да се чувствува убаво. Не му е пријатно. Затоа е многу важно да инсистираме тој да си го исполни ветувањето, за да не стане негативен кон вас, поради тоа што луѓе што не си го исполнуваат ветувањето кон вас, имаат големи шанси да станат негативни кон вас. Има една интересна студија. Имало луѓе на кои што им биле ставани протези. И од 100 луѓе на кои што им биле ставени протези, 10 луѓе цело време мрчеле за протезиве, не им биле добри, не им пасувале како што треба. И сега таа студијата која што била правена, направиле многу длабоко испитување зошто на овие 10 луѓе никогаш не им се погаѓаат протезите. Почнувале да пресметуваат кој, не знам, кој стоматолог, кој ортодонт, нели тој кој што ги става протезите, кој што работи со протези, кој од нив го правел тоа, каков материјал биле протезите, како, не знам, ги ставале, се измислувам, не знам што беа параметрите.
Гледате, единствениот параметар, единственото нешто кое што се поклопувало со сите овие 10 луѓе, на кои што не им чинеле протезите, било дека само тие ги добиле протезите гратис. Само тие ги добиле без да платат. Многу често ќе видите дека кога луѓе без да платат, значи не допринеле. Не е негово. На некој човек кој што најмногу му дава што и не ти враќа, тој ќе почне да има негативни релации, негативни мисли, негативни емоции кон тебе. Зашто? Зашто не допринол кој тебе. Затоа што колку повеќе ние допринесуваме, колку повеќе кридаме, колку повеќе даваме, ние помалку имаме негативни емоции за тоа. Затоа што е наше. Сем ако не е тоа во екстрема, ти цело време да даваш, другиот фиш да не дава, па и ти ќе имаш негативни емоции, затоа што има дисбаланс на давање и на земање. Така да, немојте да го заборавите ова. Натерете го човекот кој што ќе ви вети нешто да го исполни ветувањето, баш од таа причина дека тој човек кој што нема да го исполни ветувањето, обично ќе почне да измислува работи против вас, контра вас, за да си го оправда неговото неделување и неговата неодговорност. Зашто што е оправдание? Зборот оправдание е поврзан само со едно нешто. Неодговорност. Вие кога имате одговорност, немате оправдание. Кога имате неодговорност, имате само оправдание. Колку е убаво кога ќе си го дадеме зборот на самите себе си, кидам денеска у теретана, ќе прочитам таа и таа книга, ќе го завршам тој и тоа, ќе ја средам канцеларијава. Ако вашите ветувања кон вас, вие ги реализирате, неверојатна мотивација имате. Затоа што на тој начин имате и самодоверба, почнувате да се верувате на себе си. Зошто? Затоа што си рекол дека ќе осториш тоа и си осторил тоа. Кон кого имаме најмногу прекршени ветувања? Кон самите нас. Видите? Кон кого имаме најмногу прекршени ветувања? Кон самите нас. Сега, ајде да го поврземе ова што го кажа пред малку. Некој ќе ви даде збор, нема да го направи тоа. Ќе ви вети уште еднаш, нема да го направи. Трет пат ќе вети, нема да го направи. Прво, ќе ви избегнува. Второ, ќе ве критикува. Ќе ви наоѓа мани. Ќе ве збори по комши и по пријатели. Зашто? Само затоа што не си го исполнил ветувањето. Но што ова ни кажува за неисполнетите ветувања кон самите нас? Кога човекот има неисполнети ветувања кон самиот него, истиот механизам се случува. Почнуваме помалку да се сакаме, почнуваме да имаме негативни мисли. За никој, што е тоа овертинкингот ако не е негативна мисла? Гледате? Ама сега немаш ти негативна мисла кон другиот, ти имаш сега негативна мисла кон тебе, затоа што не си го исполнил ветувањето кон тебе. Не се сакаш да толку колку што ќе се сакаш ако го исполниш твоите ветувања. Затоа, ако човек не си ги исполнува ветувањата кон себе си, што се случува? Он почнува да има неубаво мислење за себе, почнува да има неубава релација со самиот тој. Он веќе не е он, станува некој друг идентитет, уплашен, мрзелив и така натаму. Креирањето на енергијата после дадениот збор ја зголемува и вербата во вас, и вербата во другите, и самодовербата, секако. Поради тоа што зборот е поврзан обично со акција, или состојба, или што и да е. Така, облачно, темно, брзо, споро акција, облачно, темно, состојби и така натаму. Гледайте, но како и да е, зборовите укажуваат на нешто. Огромен број глаголи укажуваат на делување, нели? Сега, ако ние дадеме ветување, ке го направам тој и тоа, ке отидам таму, ке ја прочитам книгата, ке го завршам тој и тоа, ке исчистам по дома, гледате, тоа значи ветено, ама акцијата фали. Сега почнуваш да собираш долгови. Почнуваш да собираш долгови. Знаете, тоа е како банка, кога отидете ќе даеш, ќе побараш кредит, ама не си отплатил 5 предходни кредити, никој не ти дава кредит. Зашто и кредит е ветен збор. Само таму имаш гаранции, имаш жиранти, имаш едно друго трето, баш од причина, поради тоа што не луѓето секогаш си го исполнуваат зборот. Зашто исто е кредит, ти добиваш нешто што не си го одработил. Исто и ветениот збор е твојот кредит. Рейтингот, кредитниот рейтинг твој, зависи од тоа дал ти твојот збор го имаш реализирано, го имаш одржано, го имаш направено, поради тоа што си дал ветување. Сега, и кон самиот себе си, мора да ги одржиш твоите ветувања, како би имал одлична релација со сам себе. И колку повеќе ги одржуваш ветувањата и ги реализираш ветувањата кон себе си,
толку поубаво ќе се чувствуваш ти. Толку појак ќе се чувствуваш, толку погорд ќе се чувствуваш, толку повеќе самодоверба ќе имаш. Се ќе биде на одлично ниво доколку почнеш да ги исполнуваш ветувањата кон себе. Секако не ни станува збор за неисполнети ветувања кон друг, ама не треба да стане збори за неисполнети ветувања кон самите нас. Поради тоа што исполнети ветувања кон други, исполнети ветувања кон самите нас даваат светлина во нашиот живот, поради тоа што тоа значи одговорност, тоа значи етика, тоа значи морал. А ние сме тоа. Битијата и душата е етика, морал. Самиот збор етика доаѓа од етикос, грчки, што значи карактер. Зашто не е етично да го исполни човекот зборот. Ама ако некој ве чека, тогаш го ставате него или вие во чекалната на животот. Во чекалната на животот доаѓа само доктор. Не треба да дојде. Креирајте, создавајте и творите, поради тоа што на тој начин ја избегнувате чекалната. Кога твориш, кога создаваш, кога биваш, кога си. Сега, гледайте, имате луѓе кои што од прелесно, затоа што етиката и моралот подразбира дека ќе треба да го одите патот дури и кога тој е трновит. И обично исправниот пат не е најлесниот пат. Гледате луѓе во како по линија, ја имам цитат, по линија на помал отпор не се создаваат мускули за живот. Кога ќе отидеме у теретани и гребнеме мускули, тегоиве, ние градиме мускули од што? Од тешкотијата на тегот. Ти ако отидеш у теретани и речеш само да не ме допра тегоиве, смешно е. Ти у теретани идеш да земеш тег. Гледате, во животот кога луѓето сакаат све налесно, гледате, тој што е со лесно, тој омлитавува. И не го гради својот карактер. Зашто? Затоа што е налесно. Друг ќе го направи тоа за него, мама ќе го направи тоа за него. Еден пријател ми викаше, Жаре, вика, мајка ми цело време викаше, седи сине, не ти јас. Седи бе сине, не ти јас. Седи бе сине, не ти јас. Вика, јас се уседов. Гледате, седи сине, не ти јас, седи сине. И он се уседов. Е така и луѓево. Не јас, друг ќе направи, он се уседува, он се улежува и тогаш ја губи енергијата. Зашто у теретана ти кога ќе отидеш, вика еден мој пријател, коуч Бојан Диков, поздрав ако не слушаш, вели кога идеш у теретана и кога креираш и кога креваш тегови, ти се изморуваш, ама ствараш енергија. И во животот е така, колку повеќе ветувања исполниш, повеќе енергија ствараш. Но ако не ги исполниш ветувањата и ако немаш што да правиш, лесното, гледате, лесното те тера да одиш уште полесно, ама тоа те омлитавува, те атрофиран мускул е слаб мускул, ами и карактерот и умот може да атрофира, слабе. И што се случува? И најмала задача му станува голема препрека, затоа што ослабел. Или околината го ослабела, тато, мама што сакале све да му направат место него, или он мрзата го фатила и мрзата му вика по линија на помал отпор, дај да не се мачиш. Мрзата затоа е негативна, зашто мрзата ги тера луѓето да наоѓаат дадени начини кои што не се најсејни. Ке седнат некои луѓе, дај бе некоја комбинација да направиме. Кога слушам тој збор комбинација да направат, знам дека е нешто алажвериш, некоја дубаричка малку, затоа што им е тешко да одат по исправниот трновит пат. Ама етичниот, моралниот пат може да е трновит, ама е прав и така имате контрол. Ама како човеков омлитавува од неработа, зашто човеков омлитавува од неработа, он повеќе и повеќе влага во мрза. Колку повеќе и повеќе влага во мрза, станува послаб карактер, затоа што мрзата те ослабува и ти почнуваш да наоѓаш лесни начини како да преживееш во животот, наместо да го соочи животот и предизвиците, препреките за да дојдеш до еден голем успех. Така да секој оној кој што бега од обврски, одговорности, ангажмани, тој се слабее себе си и фактички оди во неетика. Полека, но не се го гради својот карактер. Гледате, поентата е дека карактерот исто така го градиме од соочување и справување со дадени нешта и постигнување на цели. Одржување на нашите ветувања. Сега, ако некој човек сака постојано да биде лесно, од премногу лесно, уствари му станува тешко. Затоа што не е изграден. Гледате, на тој кој што е билдерот у теретана, него му е најлесно 15 кила да крене. Ама на тој што ништо не ител како тегови да крева и да прави, тој 5 кила му се голема препрека и му се голем проблем. Зошто? Поради тоа што едноставно не се соочил. Гледате? Океј, од прилика е тоа нешто за кое што сакам да зборувам. Значи, интересна е книгичкава, чисто сакам само како идеја, ако ви се чита, преубава книга е за секоја возраст, поради тоа што има многу фактички, тоа е морален кодекс. Тоа е морален кодекс кој што вели водиш за подобар живот базиран на здрав разум,
Поради тоа што ако човек се придржува на овие принципи, почнува да го живее животот на многу поубав начин. Ружа вели како да ги смениме блиските кои не сакаат обврски. Ружа мора да ги натерате да веруваат, односно да мислат со подруг став, а тоа е дека препреките не се нешто кое што треба човекот да бега. Зашто гледате, успехот е од другата страна на препреките. Ако човекот не сака да ги земе препреките, ако човекот бега од препреки, тој фактички бега од успех. Поради тоа што успехот секогаш е од другата страна на препреката. Успехот е секогаш од другата страна на препреката. Линија на помал отпор не гради мускули за живот. Многу луѓе сакаат да одат по таа линија на помал отпор, ама не би им ја препорачал. Ви го кажав ова со чекалната, може да го кажете и за чекалната, како и да е, поентата е човекот да не биде у чекална, него да креира. Имајте убава вечер, креативен и убав викенд. Поздрав, чао!